تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان welcome holy month رمضان أهلا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Благодарноста му припаѓа на Аллах, Севишниот Господар, Семочниот Створител. Оној кој е опишан со најубави имиња и со најсовршени својства. Нему му припаѓа благодарност и на почеток и на крај за видливите и невидливи благодати. Салават, селам, мир и спас и благослов му испрашаме на неговиот пејгамбер и миреник Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям. Мир и спас врз него, врз негова честна фамилија, асхабите, табеините и сите следбеници на оваа возвишена Аллахова вера Ислам, кои го следат во добро до судниот ден и потоа Аллахуме амин. Драги браќа, најскапоцено нешто за човекот на оваа земја е неговиот иман, е неговата вера. И верата е Божји дар со кој Аллах азза ва џелле не почестил. Бидејќи Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: "Инна Аллаха юъти дуња лимен юхиб ва лимен ла юхиб, ва ла юъти л-имана илла лимен ахаб." Господарот Аллах азза ва џелле овој материјален дуњалук го дава и на оној што го сака и на оној што не го сака. وَلَا يُؤْتِ الْإِمَانَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَ. Додека иманот, верата, Аллах азза ва џелле ја дава само на оној што го сака. Па затоа, иманот, верата во Аллах е најголемиот дар за еден човек, за еден верник, за еден муслиман. Рамазан е токму таа прилика, тој момент кога ние го чувствуваме најповеќе иманот, односно неговата сладост, неговата сласт. А вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем во хадис Муслим: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا." Че го вкуси сладоста, сласта, лезетот, че го вкуси оној кој ќе биде задоволен со Аллах, негов Господар, кој ќе биде задоволен со Исламот, негова вера, и ќе биде задоволен со пратеникот Мухаммед селем како негов веровесник. Значи, да почувствуваме верата, незината сласт, убавина, лезет, мораме да имаме задоволство со Аллах азза ва џелле. Да имаме љубов во извршување на ибадетите спрема Аллах субханаху ва таала. Па кога клањаме, клањаме со љубов, клањаме со задоволство, клањаме со чејф, клањаме со расширени, успокоени гради. Кога постиме Рамазан, постиме со лезет, постиме со задоволство и љубов. Кога делиме и даваме, го правиме со чејф, го правиме со задоволство. Затоа, драги браќа,
Халаветул иман, сладоста на иманот е врв кон кој треба да копнеме и тежнеме да ја постигнеме таа цел. Во хадис кој го бележи имам Бухари и имам Муслим од Енес ибн Малик ради Аллаху анху, пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: ثلاث من كن في وجد حلاوة الإيمان. Кај кого се најдат три работи, тој ќе ја почувствува сладоста на иманот. Три работи, кај кого се најдат, кај кого се присутни, тој ќе го почувствува вкусот, аромата на иманот. Прво, en yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. На прво место, човекот да го сака Аллах и неговиот пратеник најповеќе. Аллах и пратеникот да му бидат најповеќе сакани од се друго на оваа земја. Кога верникот ќе го сака Аллах аззе во џелле, Аллах аззе во џелле ќе го сочува од искушенија. Аллах аззе во џелле ќе му даде мир и спокој во душа. Да го сакаш Аллах, то е да му дадеш предност на Аллах аззе во џелле во твојот живот. Па затоа вели Аллах аззе во џелле во Куран, во сура Маиде: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. О верници, ако некој од вас се откаже од верата, отпадне од верата, فسوف يأتي الله, наскоро Аллах ќе донесе народ, кој народ ќе го сака, а и тие него ќе го сакаат. Аллах да не направи нас од тие кои Аллах ќе ги сака и тие него ќе го сакаат. И затоа многу е важно да имаме љубов кон Аллах аззе во џелле. Бидејќи кога ќе го сакаме на Аллах аззе во џелле, тогаш патиштата на спасот ни се трасирани. Аллах субханаху ва таала во Куран вели: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Има луѓе кои ги зедоа своите кипови, своите идоли за богови и нив ги сакаат како што се сака Аллах. Неуду билля. Идоли, кипови, празни божества, да ги земаш за богови и да ги сакаш како што се сака Аллах. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. А оние кои веруваат цврсто, тие имаат најголема љубов за Аллах азза ва џелле. И затоа наша должност е да го сакаме, да го љубиме нашиот Господар Аллах азза ва џелле. Во хадис кој го бележи Хаким во Мустадрек, а имам Захеби се согласува со неговата оценка за веродостојна на хадисот. Тоа го бележи имам Сујути, дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: "Ехиббу Аллаха лима јагзукум бихи мин ниъмахи." Сакајте го Аллах, бидејќи тој ве храни и тој ве снабдува со бројни благодати. Затоа, за да се зголеми твојата љубов кон Аллах, размисли што Аллах азза ва џеле се ти подарил во живот. Ехиббу Аллаха лима јагзукум бихи мин ниъмахи. Сакајте го Аллах, бидејќи тој ве обсипува постојано со многу благодати. Потоа вели: "И сакајте ме мене поради што Аллах ме сака. И сакајте го моето семејство Ахлул Бейт поради мојата љубов кон моето семејство." Така вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Потоа да го сакаме пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Во хадис сахих вели пегамбер салаллаху алейхи ва селем: "Валлади нефси биједихи."
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين متفق عليه. И се колнам во оној во чии раце моја душа. Се колнам во оној во чии раце моја душа. لا يؤمن أحدكم. Никој од вас не е комплетен верник. Се додека јас, значи пратеникот со селем, не му бидам посакан кај него од неговите деца, од неговите родители и од сите луѓе на земјата. Значи, ако сакаме да бидеме комплетни верници, тогаш мораме да го сакаме на Расулуллах салаллаху алейхи ве селем, да го следиме неговиот суннет, да го живееме неговиот суннет, да го пренесуваме неговиот суннет. Затоа, ако погледнеме, Аллах азза ва џеле ни порачува и вели: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни, юхиббкумуллах ва јагфир лакум ذунубакум." И речи им: ако го сакате Аллах, следете ме мене, следете го пратеникот салаллаху алейхи ве селем, Аллах ќе ве засака. Значи, Аллах за да не засака нас, мораме да го следиме Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Тогаш Аллах ќе не сака и ќе ни ги прости нашите гревови. И затоа, ако видиме како асхабите го сакале на пејгамбер со селем, пример Омер ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху, тој го бакнал црниот камен кој се наоѓа во аголот од Каба, Хаџерул Есвед, и потоа рекол: "Валлахи инни а'ламу", и се колна во Аллах, јас знам дека ти си камен. Замислете, Омер ибн ал-Хаттаб радијаллаху анху му се обраќа на камен и му вели: "Јас знам дека ти си обичен камен. Ла те дурру ва ла тенфе", ниту можеш штета да нанесеш, ниту корист. Меѓутоа го видов на пратеникот како те бакнува и јас затоа те бакнувам. Значи, ние не обожаваме камен. Меѓутоа, го видов на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем те бакнува и јас те бакнувам поради бакнувањето на пејгамбер со селем. Значи, тоа значи децидно, доследно следење на Расулуллах салаллаху таала алейхи ве селем. Бележи имам Бейхаки од Урве дека мушриците, меканците, ги земале двајцата асхаби, Зейд ибн Десине и го земале на асхабот Хубейб ибн Ади, да ги измачуваат, да ги одвратат од верата. И тие меѓу двајца, кога се сретнале, еден на друг си порачале дека ќе бидат издржливи на верата на Аллах. Дека нема да подклекнат, нема да подлегнат на притисоците. Па Ебу Суфијан, кој тогаш се уште бил немуслиман, му вели на Зейд ибн Десине, му вели: "Атухиббу анна Мухаммедан ал-ан меканек." Вика: "О Зейд, дали би си посакал сега Мухаммед да е на твое место? Ние него да го мачиме и да му го пресечеме врат, wa innaka fi ahlik, а ти да бидеш меѓу твоето семејство." فقال زيد: "والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه." се колна во Аллах, не посакувам да Мухаммед салаллаху алейхи ве селем на моје место, тој да страда. Не то посакувам трн да го боцне, а јас да бидам дома меѓу своето семејство. Значи, асхабите го сакале премногу на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Факале Абу Суфијан, а тогаш Абу Суфијан, кој беше се уште немуслиман, рече: "Ма раејту минен нас", немам видено од луѓето некој да сака некого ке хубби асхаби Мухаммед Мухаммеда. Немам видено некој од луѓето да сака некого како асхабите што го сакале на Мухаммед Мухаммеда салаллаху алейхи ве селем. Тоа било љубов на асхабите на пејгамбер салаллаху алейхи ве селем. Исто така бележи Бейхаки дека после битката на Ухуд, една жена по име Несибе бинту Кааб ал-Ансари,
во битка на Ухуд, Несибе бинт Кааб ал-Ансари го загубила својот сопруг, својот брат и својот татко. И таа ги чека муслиманите да се вратат од битка на Ухуд. И прашува што се случи со пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Што се случи со Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем? Дали тој остана жив? Дали е повреден? Кога и рекоа дека пејганот селем е жив, таа рече куллу мусибетин бадеке джелел. Секоја неволја после тебе лесно ќе ја пребродам. Тоест, сака да каже дека иако го изгубив својот сопруг, својот брат и својот татко, штом пратеникот салаллаху алейхи ва саллем е жив, ќе поминат неволите, ќе поминат искушенијата. Бидејќи го сакале премногу на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллем. Второ својство е юхиббел мер'е ла юхиббуху илла лилlah. Да сакаш човек само заради Аллах. Драги браќа, денеска ни е потребна искрена, братска, кристална љубов. Да го сакаш човек само заради Аллах. Не поради некој дуњалучки интерес, не поради некој материјална корист, туку заради Аллах. Затоа, познате тој пример, кога еден човек отиде да го посети својот брат, Аллах испрати мелек на среде пат. Па го праша мелекот на тој човек, каде одиш? Дали одиш за некој интерес кај тој брат? Некоја дуњалучка корист, интерес? Рече не. Ахбебтуху филlah. Го засакав заради Аллах. И мелекот му рече, и Аллах тебе те сака, како што ти го сакаш твојот брат. Затоа, драги браќа, многу е важно денеска да имаме љубов меѓу нас. И во сенката на судниот ден, од категориите, ќе бидат وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ. И двајца кои се сакале во име на Аллах, се состанувале во име на Аллах, се разделувале во име на Аллах. Кои се сакале заради Аллах, Аллах на судниот ден ќе ги стави во сенка, ќе ги заштити тие двајца. Затоа вели Али ибн Хусейн ли раджулин. Али ибн Хусейн му рече на човек, дали некој од вас ја става раката во джепот на другиот брат и зема од неговите пари. И без тој да го праша зошто ја стави, колку зеде, кога ќе ми вратиш. Рече, ние тоа не го правиме. Лестум улихван. Али ибн Хусейн рече, не сте браќа. Не сте браќа. Додека еден брат нема целосна доверба во другиот. Замислете, имаше двајца од првите генерации, кој едниот се викаше Месрук, а другиот Хајсеме. И Месрук имаше борч, и Хајсеме имаше борч. Па Месрук отиде да му го плати долгот на Хајсеме, без тој да знае. И Хајсеме отиде да го плати или исплати долгот на Месрук без тој да знае. Меѓусебна љубов и братство. Дојде еден човек, Ибн Шубруме, за некоја потреба. И Ибн Шубруме му ја заврши потребата. Некоја неволја, некоја мака, Ибн Шубруме му помогна да се реши тој проблем. И човекот дојде со неколку пари, со цел да го награди на Ибн Шубруме, поради тоа што му завршил таа работа. Ибн Шубруме што му вели? Вели, слушава му. Рече, земи ги назад парите. А кога човекот ќе има потреба и потоа му ја заврши потребата и ој му даде пари, тоа не е братство. Ако одиш кај човек, имаш потреба да ти ја заврши, тој не ти ја заврши. Земи абдест и клања му џеназа намаза, وَعُدْهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ. Тој човек смета го меѓу умрените. Така ти го рачунале братството во име на Аллах азza wa џелля. И последна особина за да почувствуваме љубов, сласт, вкус, арома на иман е وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ مَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُكْذَفَ فِي النَّارِ. Да мразиш да се вратиш во неверство, откако Аллах те спасил, како што мразиш да бидеш фрлен во оган. Значи, Аллах азza wa џелля која ќе те засака, тој прави да го мразиш гревот. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. И Аллах направи вашиот иман, вашето срце
да не го сакате гревот, неверството, гревовите. Затоа човекот, за да го осети иманот, сладоста на иманот, мора да ги практикува овие работи и со тоа ќе осети сласт, ќе осети лезет во верувањето на Аллах Азза ва Джелле. И ова наше предавање го завршуваме со една мудра реч на Јахја ибн Муаз, кој рекол: колку што е величината на Аллах во нашите срца, толку Аллах ќе направи ние да бидеме велики, големи во срцето на другите луѓе. И колку ние сме зафатени со Аллах, толку Аллах ќе направи другите луѓе да бидат зафатени со нас. Па затоа го молиме Аллах Азза ва Джелле, како што го молил пегамбер салаллаху алейхи ва саллем: Аллахуме инни асалука хуббак ва хубба мен юхиббук ва хубба амалин юкаррибуна илейк. О Аллах, те молиме за твоја љубов и љубов на оние кои тебе те љубат. И о Аллах, направи да ги сакаме оние дела со кои можеме да ја постигнеме твојата љубов. Го молиме Аллах Азза ва Джелле, Аллах да ни го кабули Рамазанот, да ни ги прими наши добри дела. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.